Младите жители на општина Кочани не се премногу заинтересирани да се занимаваат со земјоделство, ниту пак да отпочнат бизнис поврзан со земјоделското производство. Доказ за тоа е што само двајца, еден од Кочани и еден од Тракање, се пријавиле на јавниот повик на Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделството, со кој им се нудеше 100% враќање на парите што би ги вложиле во нивната инвестиција. Не помогнала ниту кампањата и информирањето на потенцијалните апликанти од страна на Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството, што се одвивала се до последниот рок на повикот, кој траел до почетокот на овој месец. Од Агенцијата велат дека на стартот кај нив имало јавувања за начинот на аплицирање и за условите што треба да се исполнат, но крајниот резултат од сето тоа е слаб. Ние како Агенција за поттикнување на развојот на земјоделството имавме улога да и помагаме на нашите земјоделци со изготвување на проекти, технички и деловни планови во врска со поднесување по овие огласи. И можам да кажам дека за жал одзивот беше слаб овој пат, иако ние имавме една одредена кампања за информирање на нашите земјоделци. По огласот за млад земјоделец имаше интерес, но многу малку апликации дојдоа кај нас, само 2, но и тие 2 беа изработени квалитетно и пуштени. Губењето на интересот меѓу младите да се занимаваат со земјоделство е поради ниската доходовност и нерентабилноста на производството. Освен тоа, една од причините за слабиот интерес за пријавување на повикот за млад земјоделец е и долгиот рок од прифаќањето на апликацијата па до исплатата на средствата од страна на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството. Поради тоа, младите земјоделци не се во можност навреме да ги вратат инвестираните пари, за да можат да ги вложат во нов производствен циклус. Слично како и повикот за млад земјоделец, поминал и проектот за поддршка за подигање нови овошни и лозови насади, за што од Кочани се пријавиле само 4 земјоделци.